Oh,
справедливому православному народу нашему, удаж, Господи, благоденственно, мирно жити, здравие, жизнь, спасение, всем благое поспешение, на враги же победи удаление, и сохрани Его на многое лета. Високопреосвященнейшему и високодостойнейшему Господину нашему Илариону, Божиею милостью православному митрополиту Бреганичкому, нам же Отцу и Владице, со всего Богом хранимою паствою, подашь, Господи, мир, здравие, жизнь, спасение, во всем благое поспешение, над враги же победу и одоление, и сохрани Его на многое лета. Благоприятное Твое чело, Богородице, обемщик пояс Твоих честный, держава граду Твоему необорима, и сокровище едлаги неоскудно, единородшая приснодева. Да се помолим на Господа. Господи, помилуй. Защо си свет Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и у вечни векови. Амин. Святый Боже, святый крепкий, Povelba. Денес, 13.9.2015 година, по нов стил, положување појас на Пресвета Богородица, Свети Кипријан Картагински се изврши чинот осветување на новоизградениот храм, посветен на патронот и заштитникот на нашата света Македонска православна црква,
Свети Климент Охридски чудотворец во место викано Шарена чешма поникла, на кој храм Титор во целост е господинот Благој Сигновски со неговото семејство, приватен стопанственик од Кочани. Чинот на осветување се изврши во време кога поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија е неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Надлежен архиерей на Брегалничката епархија е неговото високопреосвещенство митрополитот Брегалнички господин Иларион. Председател на Република Македонија е господин Георги Иванов. Председател на Собранието на Република Македонија е господин Трајко Вилјановски. Премиер на владата на Република Македонија е господинот Никола Груевски, а градоначелник на општина Кочани е господин Радко Димитров. Светувањето го изврши неговото високопреосвещенство митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение на свештенослужители од Кочани во годината кога Македонската православна црква Охридска архиепископија и македонскиот православен народ го одбележуваат 70 годишниот јубилеј од одржувањето на првиот црковно-народен собор, одржан на 4 и 5 март 1945 година во Скопје, на кој уште посилно беа втемелени вековните желби за нашиот народ за возобновување на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква и донесени повеќе резолуции, меѓу кои нашата црква да има своји народни епископи и народно свештенство. Со Божи благослов го молам митрополитот Брегалнички и квиторот на храмот да подпише повербата. Нека е честито и вечно, нека е за здраве и спасение на квиторот и неговото семејство и на сите луѓе кои што ќе доаѓаат во овој свет храм. Много лета, Господ и достоен за голема похвала и величието Негово нема крај. Од род во род ќе се хвала делата Твои и за силата Твоја ќе се прикажува. Климент Охридскиот чудотворец, за да се направи во него светата трпеза, зашто Тебе Ти прилега секаква слава. Во сите Негови потреби, праведен е Господ во сите своји патишта и свет во сите своји дела. Близо е Господ до сите кои го познаваат, до сите кои вистински го призиваат. Он им ја исполнува желбата на оние кои се бојат од Него, ги услишувам молитвите нивни и ги спасува. Господ ги пази сите кои го сакаат, а сите грешници ги истреби. Устата моја ќе искаже пофалба на Господа, секое тело нека го благословува Неговото име, сега, секогаш и во вечни векови. Амин. Господ е пастир мој, ништо немам да ми недостасува. Он ме пасе на плодните пасишта и ме води на тихи води.
Apostole, святи евангелисте Матей, моли милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим. Apostole, святи евангелисте Марко, моли милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим. Apostole, святи евангелисте Луко, моли милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим. Apostole, святи евангелисте Јоване, моли милостивого Бога. Ќе објави похвалата Твоја. Господи, отвори устата моја и устата моја ќе објави похвалата Твоја. Оти да сакаше жртва јас ќе ти ја принесем, но се колениците не ги секаш. Жртвата пред Бога е смирен дух, срце понизно и смирено Ти Боже не отврдуваш. Господи, направи му добро на Сион, според благоволението Своje воздигни ги цидовите Иерусалимски. Тогаш ќе ти бидат угодни жртвите на правдата, вознесувањето жртвите се паленици, тогаш на Твојот олтар ќе принесуваат дарови. Колко е убаво и колко е мило кога браќата живеат заедно. Тоа е како миро врз главата, што се лее по брадата ронова, што се лее по полите од одеждата негова, како роса ермонска која паѓа на горите сионски, зашто таму Господ дал благослов. Во великиот Господ се препаша со сила, затоа што вселената и заповести нема да се раздишат. Твојот престол е утврден од почетокот на времето, Ти постоиш од секогаш. Ги издигна реките, Господи ги издигна реките, гласовите Своји, на отблучењето на многуте води. Чудесни се морските бранови, чудесен е Господ. Со луѓе суетни не седне и со престапници на законот Твој нема да одам. Го намразив со брилиштето на злонамерните, со нечистиви нема да седам, ќе ги мијам рацете Своји. Нога ја лета, нога ја лета,
неосудено да го завършиме обновувањето, осветувањето на овој храм, на некои што влегуваат во него со страф и побожност, да го повикуваат Твоето сечесно и почитувано име, зашто да се испросат од Тебе и да ги слушнеш горе на небесата и да им направиш милост и милостив да бидеш сочувај ги. Положување појас на Пресвета Богородица, Свети Кипријан Картагенски се изврши чинот осветување на новоизградениот храм, посветен учени во годината кога Македонската православна црква, Охридска архиепископија и македонскиот православен народ Во мир да се помолиме на Господа. Не, затоа ти викам ја овака и овака да има два или колку милион така што пат да замире за да биде. Чудеса си и просвети, собера Христос, вистинскиот Бог наш, кој воскресна од мртвите по молитвите на својата пречиста мајка секој Дева Марија, со силата на честниот и животворен крст по молитвите на светиот Јован Пророфет и Крстител, на светите славни сефални апостоли, по молитвите на светите селенски учители Васили Велики, Григорий Богослов, Јован Златов, Сатанаси Велики. Целиот свет за благосостојба на светите Божји цркви и за соединување на сите, да се помолиме на Господа. За високопреосвещениот митрополит наш Иларион, за честното свештенство Христа јаконството, за сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Тако да просвети ця свет Твој пред човеки, јако да видјат добрия дела Твоја и прославljат Отца нашего и жест на небесие. Всегда, ниње и присно, и во веки веков. Амин. Влезам да го знае.
А някого ще могат, ама вземем друга батерия и ти дадем друга батерия. За високопреосвещениот митрополит наш Иларион, за честното свещенство в Христа дяконството, Пристъпи кон Исуса, изкушувайки го, запраша и рече: Учителе, коя заповед е най-голема во законот? А Исус му одговори: Возлюби го Господа својот Бог со сето своje срце и со сета своја душа и со сиот свој разум. Ова е правата и најголема заповед, а втората е слична на неја: возлюби го својот ближен како себе си. На тие две заповеди се крепа целиот закон и пророците. И кога се собра фарисеите, Исус ги праша и рече: Што мислите за Христа, чиј е син? Му одговорија Давидов. Им рече како тогаш Давид, вдахновен, го нарече Господ велејки. Му рече Господ на мојот Господ: седи од мојата десна страна, додека не ги положам твоите непријатели во подножјето на нозете твои. И така, ако Давид го нарече Господ, како тогаш да му е он син. И никој не можеше да му одговори ни збор, и од тој ден никој веќе не се осуди. Да го праша. Мир на тебе, што ни благовестеше. за да се освети овој свет храм и жртвеникот, кој е во него со сликувањето и силата на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. За оние што пловат, патуваат, боледуваат, страдат, за заробените и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, сега секогаш и во вечни векови. Преосветените митрополити, преосветените епископи, православни, честното свещенство, Христовото дяконство, преподобното монаштво,
скиторот на овој свет храм посветен на светиот Климент, благој и неговото семејство, да ги спомне Господ Бог во своето царство сега и секогаш и во вечни векови. Сите вас кои стоите тука и се молите со вашите роднини, блиски, пријатели, вашите чеда и сите православни кои што живеат во овој крај, во татковината наша и насекаде во светот, да ве спомне Господ Бог во своето царство, сега и секогаш и во вечни векови. Преку Богот се е станало, кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небото и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше разнат заради нас во времето на Понтиј Пилат и страдаше и беше погребен. И воскресна во третиот ден според писмото и се вознесе на небо и седи одесно на Отца. И пак ќе дојде со слава да ги суди да живите и мртвите, и неговото царство не ќе има крај. И во Светиот Дух Господ, кој животвори, кој излегува од Отца, на кого се благодаруваме и го славиме заедно со Отца и Сина и го говорам преку пророците. Во една света, соборна и апостолска црква, исповедуваме едно прашање за спасување на гревовите, го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. За ктиторот благо и неговото семејство да се помолиме на Господа. За благочестивиот и Христолюби православен народ наш да се помолиме на Господа. За да му помага во се и да покори под неговите нозе секогов непријател и противник, да се помолиме на Господа. За овој крај, за секој крај, град, земја и за сите кои живеат во несовера, да се помолиме на Господа. Радуј се, одо серафимска и радост архангелска. Радуj se nevesto nenebesna, raduj se mili veselije i pristan na spasenije to. Raduj se nevesto nenebesna, na slovo Bože to usvet, cudru na Почитуван ктиторе, почитувано семејство на ктиторот, драги брати и сестри, денеска во овој прекрасен сончев ден, Господ не повика да се радуваме сите на ова прекрасно богоугодно дело, на овој прекрасен и велелепен храм кој што го изгради нашиот ктитор Благој и неговото семејство, за слава на Бога, за радост на сите нас и за слава на светиот Климент, патронот на Охридската архиепископија на македонскиот православен народ, кој што живее овде во татковината и насекаде во светот. Овој храм, посветен на нашиот патрон, ќе сведочи за нашето постоење и ќе се впише во редот на многуте храмови од почетокот на светот па до денеска. Овој храм ќе биде подсетување на сите кои поминуваат тука, дека овде живее православно население, но не само за подсетување, туку ќе биде и украс и убавина на оваа прекрасна планина која што Бог ја создаде за сите нас, да се насладуваме, да се радуваме и да живееме. Бог кога создаваше светот и овој крај, ја создаде оваа планина, а овој пак храм го остави да го изгради нашиот ктитор Благој со неговото семејство, за да биде надополнување на Божјата убавина, на Божјата промисла
овој прекрасен и еден од најубавите храмови наши да биде сведоштво за сите нас. Во овој храм, денеска што го осветивме, ќе се случуваат многу молитвословија, ќе се испраќаат многу молби и просби кон милостивиот и човеколюбив Бог за здравје и спасение на сиот род, ќе се случуваат и многу венчавки и крштевки за радост на родот наш, за слава на Бога и за продолжување на човечкиот род. Овој храм за овие неколку години е граден од нашиот титор со премногу љубов, со премногу вкус и затоа е еден од најубавите. Изграден е многу цврст, не жалејќи материјал, не жалејќи време и труд, но исто така и сите работи кои што се внесени во него се внесени како драгоцени и скапоцени, како најголем дар кон мајката црква, кон својот Господ Бог и Создател. Па затоа и го молиме Бога да го прими овој храм од рацете на нашиот титор и неговото семејство како најголем дар на Бога и на својот народ, на мајката православна црква. Исто така го молиме и Свети Климент, на кого што е посветен овој храм, да се моли за него и за неговото семејство, бидејќи многу нешта се случуваат во светот, многу нешта се подаруваат, но ова е најголемиот дар и најголемиот поклон што му се дарува на својот Господ, на мајката црква и на својот народ. Овој храм, реков, ќе сведочи за наше време и денеска се пишува историја на овој храм. Овој храм ќе влезе во историјата на црквата, бидејќи овој храм ќе остане да сведочи за нас, за нашето постоење, за нашето национално и духовно постоење, бидејќи благодарение на Бога сега веќе имаме и своја црковина, и своја црква и можеме да богослужиме и да се молиме, да венчаваме и крштеваме на својот мајчин јазик македонски. Можеме да го прибираме својот народ околу својот епископ, својот пастир, околу своји свештенослужители, да го славиме Бога. Во знак на благодарност од името на свештенството, на монаштвото на тврдиот народ од Придолничката епархија, на нашиот титор би сакал да му доделиме орден со ликот на Светиот Николај, патронот и заштитникот на нашата епархија. На епархискиот управен одбор донесовме одлука и таа одлука денес ќе прочитаме. Би сакал да пренесам благодарност и топли поздрави од нашиот архиепископ, господин Стефан, кој што денеска требаше да биде тука на осветување на овој свет храм, но бидејќи се случи да замине на пат денеска, да патува, е одсутен, но испраќа благослов и благодарност кон титорот и семејството, посекувајќи многу здравје, радост и овој храм да биде за радост на сите. И рече во овој храм, дај Боже, по молитвите на Свети Климент да се случуваат, а и ќе се случуваат многу крштевки и венчавки. Продолјаконе повели прочуте така. Македонска православна црква, Охридска архиепископија, Прегалничка епархија, број 167 од 10.9.2015 година штип. Согласно член 77, точка 21 од Уставот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, ние, митрополитот Прегалнички, ја донесуваме следната одлука. На господин Благој Ситновски, приватен бизнисмен од Кочево, му доделуваме орден на Свети Николај, архиепископ Мирлидијски чудотворец, патрон и заштитник на доверената ни древна Прегалничка епархија, за неговиот исклучителен придонес и сестрно залагање и помош во делото за напредокот и афирмацијата на нашата Свети Климентова Македонска православна црква, Охридска архиепископија. Образложение. Господинот Благој Ситновски, поттикнат од неговото православно религиозно чувство, се обрати до нас со допис
od 8.12.2011 godina, во кој изрази желба и побара да биде Титор со неговото семејство, односно да изгради храм посветен на Свети Климент Охридскиот чудотворец во место викано Шарена чешма во Никва, на дел од КП број 59, за што со акт број 233 од 22.12.2011 година го доби нашиот архипастирски благослов и еве за неполни 4 години комплетно ја уреди, односно и внатрешно и надворешно и ја украси со сите црковни православни вредности кои доликуваат само на вечно живиот Бог и во вечноста ќе говорат за ова богоугодно и возвишено дело на нашиот Титор со неговото семејство. И ова богоугодно дело, според неговата изјава, денес ќе биде предаден во собственост и владение на нашата мајка Македонска православна црква Охридска архиепископија, Прегалничка епархија. И ќе се биде мишан во герданот на македонските бисерни православни вредности за принесување на благодарствени и простени молитвословија, како за Титорот и неговото семејство, за православниот народ од овој град и крај и за сиот наш народ православен, како и молитви за покој на починатите од неговото семејство и за сите починати со надеж во воскресение. Орденот на Титорот господин Благој Ситновски ќе му биде доделен на 13.9.2015 година на денот на осветувањето на новоизградениот храм. Семокниот Господ, Бог, по молитвите на Свети Климент Охридскиот чудотворец, патрон и заштитник на нашата древна Света Македонска православна црква Охридска архиепископија и по молитвите на сите свети од нашето македонско библиско поднебие, Титорот и неговото семејство постојано да ги заштитува и да ги обдари со изобилност благодетни дарови, за да можат и понатаму за Бога и својот народ да градат и вечен спомен да си прават. Одлуката да се достави до Титорот господин Благој Ситновски и неговото семејство, старешината на храмот Свети Великомаченик Георги, досието на парохијата и нашата архива. Нека е честито и од Бога благословено. Помолам надлежниот архиерей на Прегалничката епархија, неговото високо преосвештенство митрополитот Прегалнички господин Иларион, да му го додели орденот на Титорот. Достоен! Достоен! Максиос! Максиос! Достоен! Достоен! Со страх Божи, вера и любов пристанете. Благословен во имя Господне, о Господи, Амисјана. Некој детенце, ако не е јаден, да се крши. Не е јаден. Ајде, ајде, прво пречесто. Usted
Sutra Vladika Gospodi Isuse Hrisте Боже наш, помилуй нас. По молитвите на светите отци наши, Господи Христе Боже и на светиот Климент Охридски чудотворец, на кого што е посветен и овој свет храм, и на сите твои свети, зашто ти си тој кој благословуваш и осветлуваш се Боже наш, и тебе слава ти вознесуваме, со безпочетниот Отец, со единородниот твој Син, пресветиот благ и животворен твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го овој леп и виното со Духот Твој свет, зашто си свет сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Во чест и спомен на светиот Климент Охридскиот чудотворец, ја принесуваме Господи оваа безкрвна жртва, прими ја во Твојот свет на небесен жртвеник и испрати ни ја Твојата божествена благодат и дарот на Твојот свет Дух. Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Во чест и спомен на светиот Климент Охридскиот чудотворец, ја принесуваме Господи оваа безкрвна жртва, прими ја во Твојот свет на небесен жртвеник и испрати ни ја Твојата божествена благодат и дарот на Твојот свет Дух. Амин. Святи мученици, же добре страдалче, словавши и венчавшися, молите ся до Господа, помиловати ся душа наших. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучениkom radovanje, Иже проповед Троица единосушная, Исаия ликуй Дева име мочеве, и роди Сина Емануила, Бога же и человека, Господиня Ему, Христос величаю Тебе, Боже, по Твоята голема милост се молиме, чуй ни помилуй, ще се молиме за благословен народ наш, ще се молиме за високо преосветени архиерейст наш, Иони за Светого Христа, наше братство, ще се молиме за хитрет благо со неговото семејство, ще се молиме за сите присутни во овој свет храм. Ти милостиви човековиот Бог и Тебе славу Те вознесуваме, на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Помолите на светите отци наши, Господи си Христе Боже наш, помилувај не. Амин. Амин. Нека е честито и вечно на киторот и неговото семејство, да се живи и здрави сите, да го посетувате овој храм, да се молите за здравие и спасение на сите нас. И дај Боже, вакви јунаци, вакви храбри китори да има уште повеќе. Амин. А во Кочани има многу, само треба да се појави.
Најнапред слава и благодарност на Бога за милоста Негова што еве посака на ова место да се изгради храм посветен на светиот Климент, Охридскиот чудотворец, патрон на нашата света Македонска православна црква. Овој храм ќе пред се ќе значи сведоштво за православните кои што живеат во ова место, осветување на сите луѓе кои што поминуваат по овој пат, благослов на сите луѓе, но исто така и преобразување на сите луѓе кон вечноста, кон Царството Небесно. Покрај сите тие духовни вредности и бисери, овој храм ќе биде и украс на оваа прекрасна планинска убавина која што Бог ја создал, а еве сега и преку ктиторот наш Бог го прими овој храм како најголем дар и најубава убавина на оваа планина древна и прекрасна тука да го краси овој крај. Господ посака од рацете на нашиот ктитор, господин Благој Ситновски со неговото семејство, да се изгради овој храм и да го прими од нивните раце за здраве и спасение, за нивно здраве и спасение и за сите луѓе. Нека е честито и вечно. Најпрвен дозволете ми од моје име и од името на моето семејство да му се заблагодарам на неговото преосвештенство господинот Иларион за осветувањето на овој прекрасен храм кој што е заедно јас со моето семејство решивме да го изградиме овде на падините на Осоговските планини во спомен на нашите најмили кои што починаа и за сите верници во Република Македонија. Овој храм го направивме не за нас, само за нашето семејство, туку еве и посветувајќи го и поклонувајќи го на Македонската православна црква, на овој начин сакаме да дадеме свој скромен придонес за нашата древна Охридска архиепископија. Сакаме на сите верници на општина Кочани и пошироко, кои што денеска присуствуваа на овој свечен чин, да им се заблагодариме на нивното присуство, да им посакаме добро здравје и да се ја чуваме нашата Македонска православна црква, Охридска епископија и да ги негуваме традициите и вредностите кои што таа ни ги дава. Amen.
praznik cerkvi. Jaki pravi cerkvi? Tega je to. Amen.